Вкупно 23 кривични дела лани извршиле малолетни лица од Кочани, што е за околу 34% помалку во споредба со 2017 година. Превентивните активности што биле преземани за спречување на девијантните однесувања на малолетните лица до некаде влијаеле врз намалувањето на престапите. Податоците од полициската станица пак велат дека практично и нема намалување на бројот на престапници кои по втор, трет или повеќе пати го повторувале делото, така што наместо 9 сторители во 2017 лани имало 10 повторници. Во годинашниот извештаен период има зголемување на децата сторители под 14 години за разлика од минатогодишниот период кога таа бројка се однесуваше на деца над оваа возраст. Најчестиот криминал што тие го прават се тешки кражби, при што се евидентирани 10 такви случаи. Во 5 случаи били извршени кражби, 4 пати било крадено моторно возило, а поеднаш имало полов напад врз дете кое не навршило 14 години. Потоа разбојништво, напад врз службено лице, насилство, пустошење шуми и предизвикување општа опасност. Во текот на 2018-та евидентирани се 12 малолетници кои не навршиле 14 години, а биле сторители на кривични дела. Една година пред тоа такви престапници имало само 8. Од статистиката може да се забележи дека најголем број на кривични дела извршени од деца се тешки кражби, односно кражби со вредност поголема од половина просечна плата или пак кражби во кои е користена сила, совладување препреки и други видови насилно делување врз објектите или предметите кои се предмет на кражбите. За спречување на присуството на малолетници во угостителски објекти после 24 часот лани биле спроведени 17 акцијски контроли, во кои се откриени 12 прекршоци. Како и во претходните години, и 2018-та, малолетниците учествувале во прекршочни дела и тоа претежно од областа на јавниот ред и мир и сообраќајот. 27 лица до 18 годишна возраст биле евидентирани за предизвикување и учество во тепачка, физички напад и дрско и непристојно однесување, односно навредување на полициски службеници. Во делот на безбедноста на сообраќајот, против 34 деца кои учествувале во сообраќајни прекршоци, од кои 3 предизвикале и сообраќајни несреќи, поднесени се барања за поведување прекршочна постапка на надлежен суд. Освен тоа, имало и други сообраќајни прекршоци, како што најчесто се неносење заштитна кацига при управување мопед, управување без важечка дозвола и возење нерегистрирано возило.